Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денеска се сретнав со Еснафот на турската чаршија, благодарност на председателот на Еснафот од чаршијата, кој што возможи да оваа средба се оствари и да навистина поразговараме за предизвиците со кои што тие се соочуваат во периодот на ковид, но исто така и кои се предизвиците целосно на чаршијата и Еснафот во неа. Чаршијата е душата на нашиот град и навистина таа дава посебно чувство кога се движите низ неа. Се сретнав и со представниците на дуќаните, кои што се искажа благодарност за поддршката која што е дадена преку субвенционирање на минималната плата за вработените, но исто така кажа дека ако ова продолжи понатаму ќе имаат потреба од дополнителна поддршка. Но ние како влада, како и досега, така и одсега, само во комуникација и координација со директно засегнатите, а сега тоа е Еснафот од турската чаршија, ќе продолжиме да ги разгледуваме можностите за нивна поддршка. Досега мерката за април и за мај, која што беше за субвенционирање на самостојните вршители или на занаетчиите, ја искористиле повеќе од 5200 вработени за двата месеци. Ова укажува дека тие продолжија да работат, да бидат на своите работни места и не ги изгубија работните места, што беше и наша главна цел кога ја дизајниравме мерката. Исто така и работодавачите во суштина кои што се сопственици на дуќаните истакнаа дека навистина ова помогнало да ги задржат работниците, да не останат безработени и да во наредниот период се обидат да се рехабилитираат и да се вратат во полн капацитет во последниот квартал од оваа година. Ви благодарам. Значи денес имавме состанок со заменик премиерката за економски прашања госпоѓа Мила Царовска со Еснафот, каде што разговаравме, мислам, за проблемите во криза на пандемија, за проблемите во старата скопска чаршија и воопшто, мислам, со сите, мислам, занаетчи. Се разговараше за субвенциите, се разговараше за ситуацијата во која во моментот се наоѓаме. Значи, имаме помош, имаме, значи, за сите вработени што ни делеа плати, што ни делеа, што ни помогнаа за ова колку толку да се ситуацијата малце, мислам, среди, затоа што ако не беше и таа помош од владата, сите вработени за сега сите ќе беа од работа исклучени. Првото што беше, значи, основно тоа, разговаравме и за други проблеми, разговаравме и за други проекти, разговаравме и за други работи во иднина, затоа што не знаеме колку ќе трае пандемијата, не знаеме колку ова пандемија, мислам, време ќе трае, така да разговаравме за во иднина, да ни се излезе во сусрет, да не помогнат, за да можеме да издржиме во оваа криза, за да можеме да ја поминеме оваа криза колку може безболно.